Почитувани, цела недела измина, нема ниту збор од министрите и функционерите на Зоран Заев за предлогот тие целосно да се откажат од платите во овие тешки месеци и да одработат бесплатно за државата и за граѓаните. Нема ниту збор од Оливер Спасовски за откажување од неговите 88.000 денари плата. Ниту Шекеринска нема никаков збор за откажување од нето платата од над 80.000 денари. Мила Царовска за нето платата над 73.000 денари. Нема ниту збор од Рената Тренеска-Десковска дека се откажала од платата од над 73.000 денари и дека би работела про боно. Никола Димитров не кажува дали воопшто ќе поработи без плата од над 72.000 денари или Дамјан Манчевски од над 70.000 денари плата и така натаму, и така натаму. Сите 26 министри молчат дали би се откажале од платите од 70 до 90.000 денари. Нема ниту збор од државните функционери на СДСМ како Николче Тасевски, зетот на Рената Тренеска-Десковска, дека целосно ќе се откаже од својата месечна плата од 188.000 денари или преведено 3.000 евра и ќе проработи про боно во овие тешки моменти. Нема ниту збор од функционери на СДСМ дека се откажуваат целосно од платите и хонорарите во име на справувањето со кризата, со пандемијата и економската криза која што ја донесе. Дополнително, нема ниту збор дека министрите и функционерите се откажуваат целосно од привилегиите кои што одат со функцијата, како што се службени возила, телефони и репрезентации, кои што ги прават и ги плаќаат со народни пари. Доколку министрите, заменик министрите, директорите и членовите на управните и надзорните одбори работат без пари и се откажат од своите плати про боно, со тоа ќе се заштедат најмалку 2,5 милиони евра месечно. Тоа вкупно би заштедело над 5 милиони евра во државната каса за 2 месеци. Наместо демагогии, лицемерство и празни пресконференции, СДСМ и незините функционери нека започнат со личен пример. За почеток, Десковска, Спасовска, Шекеринска, Димитров, целосно нека се откажат и нека се огласат за тоа од примањата, дека се откажуваат од примањата и од репрезентациите, а потоа нивниот пример нека го следат и другите заменик министри, директори и членови на управните и надзорните одбори од редовите на СДСМ, кои што земаат пари од народниот буџет. Ви благодарам.